Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Општина Кочани ги повикува заинтересираните граѓани да присуствуваат на јавната расправа за локацијата на новата детска градинка, што треба да се гради во местноста Драчевик. Расправата ќе се одржи в среда со почеток од 11 часот во салата на Советот на општината. Во рамки на проектот за подобрување на социјалните услуги што се реализира од страна на Министерството за труд и социјална политика, а со финансиска подршка од Светска банка, со цел да се зголемат капацитетите за сместување на деца од предшколска возраст, општина Кочани доби проект за изградба на нова детска градинка. Согласно оперативниот прирачник на проектот и оперативниот прирачник за администрирање грантови за изградба на предучилишна инфраструктура, Министерството за труд и социјална политика и општина Кочани организираат јавна расправа со цел граѓаните и другите засегнати страни да се информираат за активностите за изградба на новиот објект, како и за документот првична ограничена оцена на влијанието врз животната средина и социјалните аспекти за изградба на новата градинка. Во овие документи се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти што ќе произлезат од реализацијата на проектот. Тоа е документ што е ставен на јавен увид на веб страниците на Министерството за труд и социјална политика, како и на општина Кочани. Инаку, при неодамнешната посета, министерката Царовска рече дека државата дава целосна подршка за реализација на изградбата на новата детска градинка во Кочани, како и за други проекти. Секако продолжуваме заедно да соработуваме со градоначалникот и во делот на изградба на детската градинка и во делот на здравствено-социјалната услуга која што се случува тука, и секако капиталот човечки кој што ни е во Центарот социјална работа поминува и низ тренинзи и сме во подготовка на имплементација на оној семеен социјален работник кој што навистина на терен ќе ги утврдува сите приоритетни прашања кои што треба да се решаваат за граѓаните. Јавната расправа за новата детска градинка ја организира Министерството за труд и социјална политика заедно со општина Кочани. Расправата ќе се одржи в четврток со почеток од 11 часот во салата на Советот на општина Кочани. Коментарите во однос на реализацијата на проектот и на документот граѓаните можат да ги доставуваат во рок од 14 дена по одржување на расправата преку електронска пошта на адреса на Министерството за труд и социјална политика. Територијалната противпожарна единица од Кочани во изминатите 2 дена имаше неколку часовни интервенции за гасење шумски пожари во атарот на селата Бели и Припор. Во огнената стихија се претпоставува дека подметнаци. Со брза и ефикасна интервенција на екипи од територијалната противпожарна единица од Кочани, локализирани се 2 шумски пожари што избувнаа на 2 различни локации во подножјето на Осоговските планини. Огнената стихија што била забележана во неделата во близина на селото Бели зафатила околу 3 хектари нискостеблеста и друг вид шума, која целосно е изгорена. По неколку часовна интервенција, пожарникарите успеале да го спречат понатамошното ширење на пламенот, што било подпомогнато од ветерот. Вториот пожар пак бил регистриран рано изутрината во атарот на планинското село Припор, при што кога пожарникарите стигнале на местото за интервенција, огнот веќе зафатил околу половина хектар багремова, но и зимзенена шума. Било интервенирано со 2 возила, а огнот е локализиран. Со оглед што овој дел од шумскиот појас е под надлежност на шумското стопанство Осогово, била побарана подршка и од нивна страна. Според правичните согледувања, причина за двата пожара е човечкиот фактор, односно се претпоставува дека станува збор за подметнат оган. Во првите 7 месеци од оваа година, кочанските пожарникари бележат зголемен број интервенции кај шумските пожари во споредба со лани. При тоа од огнената стихија досега беа зафатени близу 60 хектари, при што целосно изгорена или сериозно оштетена е нискостеблеста, зимзелена и друг вид шума во атарот на Осоговијата. Да се креираат препораки, стратегии и нацрт планови за решавање на одредени проблеми со кои се соочуваат младите во секојдневието. Е целта на кампот за одржливост што ќе се одржи од 5 до 8 август на Пониква на Осоговските планини. Ќе учествуваат 30 на ученици од целата држава, меѓу кои 4 од Кочани.
Во периодот од 5 до 8 август во организација на Сдруженијето на граѓани Екологики и Фундацијата Фридрих Еберт, канцеларија Скопје, ќе се организира камп за одржливост на Пониква. Учество ќе земаат 30 средношколци кои доаѓаат од различни места во државата, но и од различни образовни насоки. Ќе учествуваат и 4 ученици од Кочани, по 2 од двете средни училишта. Преку кампот имаат можност да развијат динамична дискусија за предизвиците, но и можностите кои целите на одржлив развој ги носат за самото општество. Споделувајќи примери од секојдневието, како и идентификувајќи ги проблемите со кои се соочуваат во својата непосредна околина, учесниците имаат за задача да креираат препораки, стратегии и нацрт планови за решавање на истите, преку истовремено следење на целите на одржлив развој. Инаку, ова е првиот од неколкуте предвидени кампови за 2019 година, а изборот на локацијата е пред се изобилието на можности за развој кој ги нуди туристичкиот центар Пониква, а и пошироко со Голските планини и источниот дел од земјата. Кампот е наменет за млади луѓе, 30 учесници, кои што доаѓаат од целата држава, меѓутоа, бидејќи кампот зема, како што напоменавме, зема место на Пониква, имаме учесници и од Кочани, од двете средни општински училишта, од гимназијата Љупчо Сандов, како и од средното училиште Гошо Викентиев. Тоа се, ако можам да ги споменам, тоа се Мила Велкова, Мартин Митев, Андреј Стојменов и Ангела Димитрова, кои што, како што им се познати на јавноста, се инаку доста активни и креативни и се надевам дека овој камп токму ќе им овозможи со својата креативност, своето делување во околината, во радиусот на опкружување, да го истакнат токму и таму. Кампот има за цел преку интерактивни игри, задачи, да им овозможи на учесниците да се запознаат подетално со целите на одржлив развој од агендата 2030 на Обединетите нации, и при тоа да се фокусираат на идентификување на проблеми од нивната потесно окружување, од нивната заедница, нивното училиште, нивното мало, средината едноставно на живење, бидејќи како млади луѓе, ние, Фондацијата Фридрих Еберт, сметаме дека токму младите можат и треба да им се даде можност да бидат тие кои што ќе го поведат општеството во еден позитивен развој и на тој начин ќе афирмираат својата улога која што и те како ја имаат, односно тие се тие на кои што останува светот. Разбирањето на целите за одржлив развој 2030 на локално ниво и нивната примена во радиусот на движење и дејствување на секој поединец е од клучно значење. Ова значи идентификување на местата, локациите и средините каде секој млад човек може да направи разлика во однос на овие цели, општината, училиштето или соседството, а токму тоа го возможува кампот за одржливост. Кампот предвидува и понатамошни активности каде учесниците ќе имаат можност да ги презентираат своите идеи, препораки и конкретни планови за одржливо училиште, населба, град пред поширока публика, која ќе вклучи представници на училиштата, општините, граѓанските организации во насока на подигнување на свеста за значењето на целите на одржлив развој, како и потврдување на улогата која младите може да ја имаат во остварување на позитивни промени во општеството. Како што знаеме, нашата држава е еден во можеби не во добар контекст, меѓутоа добар пример за проблемот на одржливоста. Од една страна имаме сиромаштија против која што треба да се бориме, од друга страна имаме проблеми со кои што се соочува животната средина и токму затоа треба да ги изнајдеме најдобрите начини како да се бориме против сиромаштијата, да се бориме против нееднаквоста, а при тоа да оставаме минимум отпечаток врз животната средина. И верувајте дека овие млади луѓе, тоа го покажа веќе до сега ние веќе имавме еден камп, ова е вториот, праксата покажа дека младите луѓе се токму тие кои што се најкреативни и кои што на најдобар начин можат да ги идентификуваат проблемите и да предложат како да се реагира за нив. Затоа и кампот предвидува и последователни активности, односно представување на нивните идеи, предлози пред донесувачите на одлуки, особено на општинско ниво, како и пред училиштата, представници на општината, представници на граѓански здруженија од средината кои што понатаму би требало да им помогнат во нивна ефективна имплементација. Во агендата за одржување на кампот е предвидена и посета на инфоцентарот на Пониква, како и едукативен центар во Негрево.
Со голем црковно-народен собир и со света литургија на локалитетот кај Дабот во селото Бели на манастирот посветен на светиот пророк Илија, одбележан празникот Илинден. Вечерта наспроти празникот и на самиот ден, секоја година се собираат голем број верници за да му дадат почит на светителот кој е нивен заштитник. Со музика, песни и ора и богата трпеза наспроти празникот и со постна трпеза на самиот ден Илинден, кај Дабот во селото Бели достојно беше одбележан празникот посветен на светиот пророк Илија, кој што се слави на 2 август. Светиот пророк Илија е заштитник на селото Бели и на овој ден со години наназад се слави Илинден. Се подготвува вечера со јагнење наспроти празникот, а за 2 август, бидејќи беше посно, се подготвуваше постна трпеза. Луѓето тука велат дека ова место не е посетено само на празникот Илинден, туку постојано има верници и народ од сите краеви на земјата. Затоа би било потребно, ако е можно, да се изгради конак за преспивање, како и конечно да се заштити 7-вековниот даб по кој и локалитетот го носи името. 7-вековниот даб доживеал многу промени во 7 века постоење. За да се заштити од натамошно пропаѓање дрвото, кое е заштитен споменик на природата, било одлучено оштетувањето да се санира. Затоа бил реставриран и дупката била затворена. Големите, тешки и стари гранки кои се слегнале речиси до земјата се подпираат со дрвени столбови, како и самото стебло. За жал, пред 3 години повторно го удри гром. Од тогаш е изложен на целосна ерозија. Инаку местото е уредено и околу Дабот се засадени нови дрвца. Има фонтана, клупи, маси, летниковци и кујна. Вечерта наспроти празникот, како што и се очекуваше, имаше голем број верници на овој локалитет, каде што со музика и ора и на самиот празник со света литургија беше одбележан празникот посветен на светиот пророк Илија. Промоција на книга "Спомени за домот" од Розета Петрова се одржа во библиотеката Искра во Кочани. Промотор беше магистер Љупка Стојменова, а се читаа и стихови од правенецот на авторката. Во присуство на голем број гости и љубители на убавиот пишан збор во просториите на библиотеката Искра беше промовирана збирката песни "Спомени за домот" од Розета Петрова од Кочани. Ова е прва самостојна книга на Петрова, а истата содржи 20 песни, кои како што истакна авторката даваат слика за спомените која таа ги има доживеано во својот дом. А книгата ја посветува на својот кум, кој го прославува 68-миот роден ден. Збирката содржи 20 песни, од кои се со различни мотиви сите песни и стихозбирката е посветена на мојот кум по повод неговиот 68-ми роден ден. И во неј сакам се заблагодарам на професорката Љупка Стојменова и на директорот на библиотеката Коци Стојменов, што ми помогна во реализацијата на објавување на оваа стихозбирка. Промотор на книгата е магистер Љупка Стојменова, а песни од книгата "Спомени за домот" читаше Наде Ефремова, член на литературниот клуб Копнеш од Кочани. Имам честа во просториите на библиотеката Искра во Кочани да го промовирам правенчето "Спомени за домот" на Розета Петрова, која е нејзина прва стихозбирка и која што денес ја промовираме токму на специјален ден, денот кога е роден денот на нејзиниот кум и дедо, на кого што всушност е посветена оваа стихозбирка. За самата стихозбирка морам да кажам дека е настаната во текот на нејзиното образование, односно песните се пишувани за време на нејзиното основно и средно образование, кои пред самото објавување на стихозбирката се преработени од авторката и се собрани во една прекрасна книга. Ова е прва, но не и последна книга на авторката Петрова, која што истакна дека ќе ги изненадува читателите и љубителите на поезијата со уште вакви книги. Следува информацијата од спортот. Управата на второлигашот Осогово ја платила сумата за котизација за новото фудбалско првенство во втората лига, со што е обезбедено учество на клубот. Во рамки на подготовките за есенската сезона продолжува одигрувањето пријателски контролни надпревари, а за среда се најавува гостувањето на Прилепска Победа. Нема никакви правни и процедурални пречки за кочанскиот фудбалски второлигаш Осогово да го започне надпреварувањето во новата сезона, откако е платен надоместокот за котизација во втората лига Исток.
Според информацијата од управниот одбор, за оваа намена веќе се платени нешто повеќе од 550.000 денари, од кои околу 60.000 денари се за младинската екипа, а остатокот за сениорите. Со тоа, Кочанскиот клуб е втор во лигата што ги испочитувал обврските кон Фудбалската федерација, иако Сдруженијето на второлигашите бараше укинување на котизацијата или пак одредени намалување на сумата или друг вид подршка. Затоа минатата недела во Кавадарци одржа и работен состанок на кој беа представени нивните барања. Во последните 2-3 години енормно е зголемен буџетот на Фудбалска федерација на Македонија. Од тој буџет не следува и нас како второлигаши, како лига која е втора по квалитет во државата, бараме од федерацијата да дел од тие средства кои влегуваат во ФФМ ги насочи према клубовите од втора лига. Сакаме и они се вадат на тоа дека ТВ прават, дека има ТВ преноси само од прволигашки утакмици и од купот. Што ако се случи една екипа да влезе во четвртфинале, полуфинале на Куп на Македонија, па и финале? Како ќе врши пренос без дозвола на тој клуб? А сега не сака да не ослободи. И мислам дека е смешна сумата за двете втори лиги за да се ослободат од котизација. Се на се е некаде околу 160.000 евра. За двете втори лиги. По состанокот во Кавадарци беше побарано рокот за уплата на котизацијата да биде одложен до 5 август, пошто Осогово ја платило потребната сума. Од Фудбалската федерација на Македонија не била дадена согласност за ослободување од ваквите обврски за второлигашите, односно секој клуб е должен да плати по околу 8.000 евра во денарска противвредност. Сепак, и покрај согласноста на управните одбори на клубовите од источната група, не е познато дали и нивните колеги од западната второлигашка група ќе постапат на ист начин. Во меѓувреме продолжуваат подготовките на Осогово за новото првенство, при што се реализира и планот за одигрување контролни надпревари. По пријателската средба што минатата недела се одигра во Струмица против Беласица, на која жолто-сините претрпеа минимален пораз од 2:1, веќе в среда ќе се игра нов пријателски меч. На стадионот Никола Мантов од 17 часот и 30 минути ќе гостува Победа од Прилеп. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.